Целосна промена во надворешната политика, сервилноста на претходната власт заменета со јасни и цврсти ставови за заштита на македонските национални интереси, потврда на партнерството со НАТО и јасно покажување дека новата власт во Македонија е проевропска. Според познавачите, ова го покажуваат пораките на владината делегација предводена од премиерот Христијан Мицкоски на НАТО самитот во Вашингтон. Поранешниот амбасадор Звонимир Јанкуловски за Алфа вели дека на самитот, но и на билатералните средби со високо профилни политички фигури, најважно било што се покажува нов начин во водењето на надворешната политика и заштита на македонските национални интереси. Важно е да се види новиот тренд во водењето на надворешната политика, да имаме некоја представа во која насока ќе се движи државата на надворешно политички план и напуштање на една северна политика, и оно што е најсилен аргумент дека за оваа политика сепак стојат гласачи во Македонија околу 600.000, така што тоа е најсилниот аргумент кој беше испратен во Њујорк и дека далеку е од она теза дека оваа влада не е проевропска, односно не е влада која ќе не оддалечи од европските интеграции. Јанкуловски вели дека сепак новата власт ја очекува многу тешка работа, бидејќи има тежината која со своите политики ја оставија претходните влади предводени од Зоран Заев и Димитар Ковачевски. Она што е направено ќе биде многу тешко да се прво да се амортизира, а потоа да се бара начини како да се подобри целата позиција на Македонија во опкружувањето во односите со нашите соседи, меѓутоа тоа е работа на дипломатијата, како дипломатијата тоа ќе го среди. Очигледно дека пораките кои ги испрати премиерот се во функција на градење на добрососедство во обид да се закопа минатото. Во Вашингтон премиерот, министрите за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, за одбрана Владо Мисајловски и за внатрешни работи Панче Тошковски остварија голем број билатерални средби, се сретнаа со подсекретарот за политички прашања на Стейт Департментот Џон Бас, со чешкиот председател Петр Павел, со премиерите на Албанија, Естонија и Бугарија Еди Рама, Каја Калас и Димитар Главчев. Мицкоски се сретна и со повеќе конгресмени каде се разговарало за европската иднина на Македонија и партнерството со Алијансата. Договорена беше нова американска инвестиција вредна 35 милиони евра, која ќе донесе најмалку 100 нови вработувања. Премиерот се сретна и со унгарскиот колега Виктор Орбан, на која беше договорена специјална финансиска соработка вредна половина милијарда евра. Присуствуваше на вечера во Белата куќа организирана од американскиот председател Џо Бајден. Самитот заврши со усвојување на декларација за Украина. Алијансата ќе остане силно посветена на безбедноста и стабилноста на Западен Балкан, регион што е од стратегиско значење, се наведува во заедничката декларација усвоена на самитот на НАТО во Вашингтон. Ке продолжиме да ги подобруваме политичкиот диалог и практичната соработка со Западен Балкан, со цел да ги поддржиме реформите, регионалниот мир и безбедност и да се спротиставиме на малигните влијанија, вклучувајќи дезинформации, хибридни и сајбер закани, представени од државни и недржавни актери. Документот е отворен и за подпишување од други земји и содржи долгорочна воена и одбранбена поддршка, развој на идни одбранбени сили на Украина и механизам за итни консултации меѓу партнерите во случај на ескалација на тековната војна или можна идна агресија.